2,5 пати повисока цена за Чебрен отколку што е предвидено во стратегијата за енергетски развој на Македонија. Експертската јавност бара одговор зошто изградбата на најважниот енергетски проект во Македонија достигна цена која е повисока за околу половина милиарда од онаа што е проценета во стратегијата која ја изработува МАНУ. Професор Ристо Цицонков забележува дека инвестицијата вреди двојно повеќе за помала моќност од онаа што е предвидена во стратегијата. Сега ако ја земеме цената што е во стратегијата и овде во оваа информација, излегува дека за 333 мегавати според цената во стратегијата оваа хидроелектрана ќе чини 400 милиони евра. Значи наместо милиарда би требало да чини 400 милиони евра зборам според податоци во стратегијата. Но објаснување од владата нема. Алфа го праша министерот за економија зошто цената е 2 пати поголема, како ќе се користи произведената струја, но Бектеши не даде конкретен одговор. Туку убедува дека Македонија имала механизам како може да ја задржи електричната енергија која ни е потребна дома. Секој енергетски капацитет кој е во територијата на Република Македонија има механизми државата, посебно со последните измени на Законот за енергетика, да направи одредени обврски за одредена количина на струја да остане тука во државата. Експертската јавност е согласна дека Чебрен е потребен, но бараат процесот да биде транспарентен. За нив е неразбирливо зошто мегаенергетскиот капацитет не го градиме самите, туку се бара стратешки партнер кој ќе го добие колачот и кој веројатно целосно ќе ја менаџира продажбата на произведената струја. Дали произведената електрична енергија ќе оди на отворен пазар или ќе оди директно во ЕСМ или во МЕПСО и така натаму. Се спомнуваше дека во условите за стратешки партнер се дава хидроцентралата Тиквеш и езерото заедно. Се дава бесплатно ќе се даде бесплатно на концесионерот. А тој ќе оставува приходи од тоа производство на електрична енергија од таа хидроцентрала, исто така таму има и наводнување на земјоделството. Значи, тоа не се спомнува дали е опфатено со ова. Колку од тоа ќе биде партнерството проценти на Македонија, а колку ќе биде на Грција? На колку години? На 30, 40, 50 години. По 13 пропаднати тендери по повеќе од 30 години владата донесе одлука за доделување на концесија за изградба на хидроцентралата Чебрен на грчката компанија Архиродон. Откако ќе заврши проектирањето и собирањето на документацијата, предвидено е да се почне со градбата, а рокот е 7 години.